Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Многумина од жителите на градот секогаш ја избегнувале. Сите покажуваат со прст кон мене, како се во нивните животи да е совршено, па се надевам дека нема да сретнам никого кога ќе одам до бунарот да нацрпам вода. Во 12 часот напладне, жената ја зела стомната за вода и излегла од градот. Во тоа време на денот, кога сонцето било најжешко, ретко некогаш среќавала некого на патот. Нормално, жителите на градот Сихар оделе на бунарот или наутро, или навечер. О Боже, кој седи таму кај бунарот? Дај ми да се напијам вода. Зошто зборуваш со мене? Ти си евреин, а јас сум самарјанка. Зар тугинецот не знаел дека евреите ги избегнувале самарјаните затоа што се женеле со тугинци и се поклонувале на идоли? Тој сепак го знаел тоа. Но никогаш не ги избегнувал тие кои биле отфрлени. Не тој. Исус е поинаков. Ако знаеше кој сум јас, тогаш ќе ме прашаше и ќе ти дадам жива вода. Како ќе нацрпиш вода? Бунарот е длабок? Кој пие од оваа вода, повторно ќе ожедни. Но водата што јас ја давам, ти ја гаси жедта за секогаш. Желбите на нашето срце се како да сме жедни. Од кога ќе бидат исполнети, се појавуваат нови желби. И тоа така ќе продолжи. Срцето никогаш не е задоволно. Жедта никогаш не се гаси. Ниедно големо искуство, ниту спортски награди, ниту еден добар пријател или нешто друго не може да ја задовола таа жед. Таа жед во животот можел да ја изгасне само оној што седел кај бунарот. Жената го почувствувала тоа. Дај ми ја таа вода и никогаш повторно нема да треба да доаѓам на бунарот. Оди, доведи го твојот сопруг. Не сум мажена. Знам, си имала 5 сопрузи, а човекот со кого живееш сега не ти е сопруг. Исус знаел се за неа и сепак не ја отфрлил. Бог те испрати. Знам дека Спасителот ќе дојде. Јас сум тој. Исус и ги простил гревовите и дал нов живот кој ја задоволил. Пресреќна, жената ја оставила стомната со вода и трчајќи се вратила назад во градот и ги поканила сите да дојдат кај Исус. А јас те канам тебе. Дојди кај Исус. Тогаш ќе го кажеш тоа што луѓето од Сихар го кажале. Сега верувам во Исус, но не затоа што ти го кажа тоа, туку затоа што самиот го запознав. Тој навистина е Спасителот на светот. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!